Ajde Gača, tvoja je majstore! Ave, sudija i ti trni se da mu se sve vidi. Bravo, majstore! Bravo! Hundal Barbarit med penalti. Prap se prap, del Mošat Meritojn. Nedor Drugićet Made pod Leone Pregor. Ajde, Veco! Ajde, kao na trening sigurno, ajde. Kao na trening, Veco, ajde. Ako ga? Silno njegovo levo. Desno gore. Bravo, to Veco. Ajde сега да видиме Гача. Ajde. Da i vidime kako se odnesuva to pritisak. Ajde, Gača! Ako brani, ideme dalje. Ako ne, nova serija. Šut za šut. Ajde, Gača. Ajde, za 87-micata na dresnot, ajde. Ajde be Galijani, ajde be gospodine. Ajde, Gača! Ajde, 88 ne može na 87 da mu daje gol. Tu ga! Siti na sredinu. Ajde, Azer, ajde, Azer. Ajde, Gača! Brani! Bravo, Gača! Bravo, Gača! To, majstore! Ajde, Luka! Prešutiramo, ne? Da. Ajde, Luka. Bravo, sigurno tako. Ajde Gača se. Ajde lepotane. Ajde legendo brani ovo. Veti dva će fatiš Gača, ajde. Ajde ispuni vetuvanje, ajde. Ajde, brani Gača. Bravo, Azer. Go, Azer. Ajde, Gača! Ja braniš! Вардар влезе на голема врата во осмина финалето на Купот на Македонија. На гостувањето против Беса 1976 во Врапчиште, натпревар кој беше прогласен за еден од најнеизвестните во 16 на финалето на Купот на Македонија, вардарците сепак и покрај изведувањето на пеналите успеа да се пласираат и да го победат овој
реномиран противник кој се бори за влез во првата лига. Првиот гол за Вардар го постигна новелијата Михајло Милосављевиќ, кој на својот втор натпревар за Вардар успеа да го постигне првиот гол и да го доведе Вардар во водство во 32-та минута. Непосредно 2 минути подоцна домаќините малку притисна и навалија кон голот на вардарците и со известна доза на среќа го израмнија резултатот. Со овој резултат се отиди на одмор, а и во вторите 45 минути мрежите мирува и на крајот остана 1:1, па според пропозициите на Фудбалската федерација на Македонија мора да се изведуваат пеналите. Приказната за ударите од белата точка се сведува на двајца јунаци од Тровеносторниот погон. Најнапред Азер Омерагич во 6-та серија од изведување, односно во дополнителниот удар од 11 метри, откако 5 минута кои беа однапред одредени да ги изведат ударите, ја заврши својата работа. Со ефектен ризантен удар го погоди голот и го донесе Вардар во предност кога се во прашање на пеналите. Домаќините Беса 1976 го изведуваше шестиот удар од белата точка, кога Филип Гачевски, еден од јунаците на Вардар, кога е во прашање неговата историја и неговите најголеми успеси во Лигата на Европа и целокупната Вардарова историја, на феноменален, маестрален начин успеа да го одбрани тој шести удар од пенал серијата и на тој начин сепак би рекле на голема врата да го донесе Вардар меѓу 16 најдобри во Купот на Македонија. Иако на изглед тешко, неизвестно и со многу труд, сепак би рекле дека понекогаш и спортската среќа е неминовен дел од ваквите фудбалски успеси и Вардар, реков, со помош на целокупниот Вардаров погон, на сите играчи кои играат денес и кои дадоа се од себе да ја исполнат заставената цел Вардар да влезе меѓу 16 најдобри во Купот. Точка на тој успех ставија Азер Омерагик и Филип Гачевски. Се Вардар е во осмина финалето меѓу 16 најдобри во Купот на Македонија, а што понатаму го следи Вардар малку низ постот на првиот човек на актуелниот Вардар, на еден од водачите на комитите во неговиот пост на Facebook и во продолжение што е она што го очекува Вардар во осмина финалето, односно кои се 15 клубови кои се потенцијални противници на Вардар. Вардар влезе на голема врата во Вардар е меѓу 16 најдобри во Купот на Македонија. Престижно надпреварување кое победникот го носи во Европа, во излез во Европа во одигрување на еден од европските купови под капата на УЕФА. Во тој контекст интересен е постот на фронтменот на актуелниот Вардар, на човекот кој го сопре едноставно слободниот пат на фудбалскиот клуб Вардар, како еден челичен лок застана и Вардар, ако не друго, тргна по нагорна линија лека полека. Зборуваме за Милорад Миленковски Миле или популарниот Мики, кој во неговиот последен пост вели: повторно ќе одиме по коцкалица која ја представува надежта, и го одвојува со една тенка линија разочарувањето од еуфоријата. Сега нема место за еуфорија, но и немаме таков луксус да бидеме разочарани. Последната македонска искра не создаде пламен, но не изгасна. Убаво напишано, убаво кажано, последната македонска искра е фудбалскиот клуб Вардар. Тоа е идејата на Мики, која уште еднаш се олицетвори во Врапчиште на стадионот каде што игра Беса 1976, каде што Вардар го помина и тој мост и се најде меѓу 16 најдобри. А сега, кога веќе сме тука, мислам дека ретко кој
ќе сака кога ќе се отвори тој бараван, кога ќе се стават во еден сад, во едно купче сите овие 15 клубови плюс Вардар, да сака да се сретне со нашиот Вардар. Не се. Тоа е математика на другите. Вардар со кого и игра од овие 15, секој кој оди на победа, оди во пласман понатаму, оди да стигне до финалето, оди до еден престиж кој ќе го врати клубот и тимот и играчите и сета ова одење под трња во изминатите 2-3 години да биде што побрзо заборавено. Да не должиме, во осмина финалето се класираат Тиквешка Вадарци, нашиот последен должник кој искрено не победи на првенствениот напред одигран пред 2-3 дена во Кавадарци. Овде е Скопје од Автокоманда, нашиот стар муштерија од баражот. Гостивар, прволигаш Купиот Чаир, силен тим. Јанг тим на Струга, односно вториот тим на Струга, Воска Спорт, исто така наш должник, Брегалница Штип, Бреда Струмица, Охрид од Охрид, Работнички од Градскиот парк, реномиран прволигаш, наш фудбалски пријател и Пелистер Битола. Ова се тимовите кои обезбедија пласма во осмено финалето низ призмата на одигрување со своите противници, додека бенефитот директно да се пласираат во осмено финалето го има ланските полуфиналисти. Зборуваме за Македонија Ѓорче Петров, која пред нецели 2 недели беше победена од Вардар во еден тврд натпред 2:1. Тука е Струга Трим Лум, актуелниот шампион, нашиот представник во Еврокуповите, и зборуваме за Силекс Шкендија. Тоа се 15 тимови плюс Вардар 16, тоа се осмина финалистите во Купот на Македонија и искрено продукција Скок отворено на маса го остава прашањето кој е последен од Вардар од овие 15 клубови. Ајде да видиме кој сака да се судри со Вардар во осмино финалето, па да ги извадиме на маса картите пата и да видиме кој е кој во македонскиот фудбал и како ќе оди тоа понатаму. Се на се да резюмираме, да ја затвориме нашата вечерашна приказна. Вардар е осмина финалист, ги кажавме неговите противници, жребката ќе следи набрзо. Да се надеваме, да очекуваме дека тимот предводен Александар Васовски со ветер во грб од Ѓоко Хаџиевски, со апсолутна подршка од Милорад Миленковски и неговите компањони од друштвото на навивачката група Комити, ќе направат една реална атмосфера и добри услови Вардар да го продолжи овој успешен пат во Купот на Македонија и да стигне што подалеку, а најдалеку е финалето на Купот некаде мај идната година. Мијалче Доргутов, продукција Скок, 2023 година, септември.